Како представник од Организацијскиот одбор на културната манифестација Рацинови средби, кој што се состои од председател градоначалникот на општина Велес, господин Марко Колев, Менка Андриева, член, професор доктор Кристина Николовска, член, професор доктор Весна Мојсова Чапишевска, член и Снежана Гошевска, член, вие соопштуваме програмата за реализација на оваа културна манифестација 63-ти Рацинови средби. Како што кажа и градоначалникот, самата манифестација имаше прекрасен еден вид старт, кој што започна со самата атлетска трка, која што беше трчаме за Рацин, таа е веќе традиционална, продолжуваме и оваа година. Програмата е богата и вклучува многу настани, културни настани, поетски читања, промоции на книги кои што ќе се случуваат на различни локации низ Велес, како и секоја година, и очекуваме да имаме големо присуство од граѓаните на Велес, па и пошироко од цела Македонија. Поканата е отворена, секој е добре дојден и сакаме да има поголема афирмација помеѓу сите, секако тоа е во чест за Рацин. Овие денови Велес ќе биде ќе пулсира во чест на Рацин, но секако и велешани треба да дадат поддршка на сите настани за Рацин. Ќе почнам од кажав дека трката веќе ја реализиравме. Оваа недела на 7 јуни ќе имаме исто традиционална крводарителска акција, која што ја организира Црвениот крст на Велес. Секако и програмата ќе биде јавно соопштена денес, ќе биде споделена и сите заинтересирани ќе можат да си видат во кој дел можат да ја посетат или да дадат свој придонес. Потоа продолжуваме во понеделник на 8 јуни. Имаме поетско читање на локација во гимназијата Кочо Рацин, каде што потоа исто традиционално веќе заседуваме млади садници во чест на Рацин, исто во локација во паркот на гимназијата Кочо Рацин. Продолжуваме во среда на 10 јуни, каде што секогаш ги испраќаме ултрамаратонците кои што ќе трчаат до Лопушник, така да ќе им посакаме тој ден среќен пат или мирно трчање, а потоа истиот ден во 15 часот да имаме промоција на монографијата Кон творештвото на Васил Тоциновски од авторот Васил Дрвошанов. Исто продолжуваме традиционално во соработка со клубот на писатели на Велес, Коста Солев Рацин, имаме поетско читање на велешки автори и секако промоција на традиционална промоција на списанието Велес, кое што сметаме е списание кое што има голем допринос за сето она што во текот на годината се случува од културен аспект во Велес, за Велес и велешани. Секако пропратено со музички перформанс. Наредниот ден, четврток, 11 јуни, е традиционалната научна конференција, овој пат на тема Рацин, меѓу Мисирков, Андриевски, Стефановски и потоа. Секогаш е во организација на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков и очекуваме посетеност на овој настан. На 12 јуни во петок следува друга промоција на книга од велешкиот автор Панче Коцев, кој што има продолжеток на негов роман. Очекуваме велешани да ја посетат оваа промоција. И во саботата традиционално положување цвеќе на местото на погибијата на Рацин, секако локацијата е Лопушник. Двата најзначајни настана, иако и другите не беа помалку значајни, ќе се случат во понеделник и во вторник на 15 и 16 јуни. На 15 секако дека имаме положување на цвеќе на вечното почивалиште, на Костурницата, потоа и на споменикот пред гимназијата Кочо Рацин, и во 20 часот имаме свечено отварање на 63-тите Рацинови средби. Ќе биде секако прочитана беседата за Рацин, и овој пат честније што тоа ќе ја има во таа улога ќе биде академик Атица Ќулавкова. Ќе биде врачено наградата Рациново признание за 2026 година и мораме да напоменеме дека секако ќе има и музички дел кој што ќе бидат задолжени нашите добро познати Никола Мицевски, Дамјан Печиновски дуо. Така да мислам дека ќе уживаме и во овој настан. Додека пак утредента, вторник 16 јуни, ние затварањето на Рациновите средби. Претходно ќе имаме изложба од велешки автор, тоа е Филип Коруновски, во ликовниот салон, а потоа во 20:30 секогаш е во амфитеатар